Спонзорирано од Кафе Портал. Господин Еминовски, драго ми е што повторно имаме прилика да поразговараме за развивањето на спортот во нашиот град. Но еве денеска на малку поразлична тема, ракомет. Ракометот во последните неколку години може да се каже дека доживува една вистина ренесанса, би рекол. Но еве какви беа почетоците, ракометните почетоци на Битола? За разлика од неколку други спортови за кои може да се зборува некаде и во времето на турското владење на овие простори, ракометот е нешто понова гранка, понов спорт. За него може да се зборува некаде од 1925 година наваму и сега помладите генерации кажат како 25-та година, кога се играло тогаш и како се играло тогаш ракомет. Меѓутоа, претходница на денешниот современ модерен ракомет е хазената. Хазената доаѓа од северните држави на Европа, повеќе од Чекословачка. Хазена е практично голем ракомет. Се размислувало каков спорт да се измисли за да можат и припадничките на понежниот пол да се вклучат и така се создаде хазената, која се играше исто како фудбалот, само што играја само жени и на исти терени, и со избори на играчи, по 11 луѓе. Но требаше малку подолго време да помине додека хазената стигне на овие простори, на балканските простори. Се појавува во времето на кралството Југославија, во Суботица, Загреб, во Словенија некаде и полека доаѓа и на нашиве простори. Ама не во Битола, како што обично знаеме да се пофалиме дека се почнува од Битола. Хазената почнува најпрво во Скопје, па во Куманово се игра и дури некаде од 26-27 година е направен еден обид хазената да се донесе и во Битола. Тогаш, како што зборувавме минатиот пат, постоја 20-тина, нешто повеќе од 20 фудбалски клубови, а најсилната екипа беше СК Битола, односно СК Битој. И со луѓето што го водеа овој клуб беше направен еден договор, екипа од Скопје да допатува со две екипи овде во Битола и да се направи еден пропаганден меч, да се види како изгледа овој спорт. Подржањето е мечот, меѓутоа после тоа се крена голема бура. Припадниците или женски друштва се побунија кога видоа дека девојки излегоа на теренот со куси фустанчиња по патеки или по чевли и така натаму, патеки немаше. И тоа некако како неморално му прозвучи и направи голема врева овде во Битола да се укине, инаку готово беше да се формира таков хазена клуб и во Битола. И тука завршува таа приказна за кога станува збор за Битола и некаде 45-та година повторно се појавува хазената и интересно прво играат ракомет жени. Тоа ќе видите подоцна, ќе го објасниме. И 50-тите години прва екипа во ракомет која изборува пласман на државно првенство е женска ракометна екипа. Потоа мажите почнуваат да го играат големиот ракомет, односно хазената. И така по 45-та година во училиштата, гимназијата, Јосип Брз Тито, тоаш Гоце Делчев се викаше, учителската школа, формираат две екипи, играат меѓу себе, доаѓа екипи од Прилеп, играат голем ракомет и така малку по малку се одомакинува и оваа спортска игра. Меѓутоа и се осовремена со текот на времето. Сега не повеќе на големи терени како што се играше, се игра голем ракомет на фудбалски терени, меѓутоа полека доаѓа времето на малиот ракомет кој што се игра на помали терени. И тоа беше и да речам и можност многу на брзина да се развива тоа што се скрати просторот за играње, сега можеше ракомет да се игра во секој училишен двор. И затоа многу најчесто и најмногу ракометот во Битола се игра во училиштата. Од основното училиште Гоце Делчев до сите, како се рекопе, средни и основни училишта.
Но некаде 1950 година во Битола се одржува еден курс, еден семинар за учители, за тренери, еден вид тренери, луѓе што ќе работат во спортот и што ќе ги обучуваат младите поколенија. Прв човек на таа доаѓа од Скопје и формира две екипи, машки екипи, прво се формираат машки екипи, се формираат две екипи, меѓутоа пред тоа две женски екипи на гимназијата и на браќа Миладиновци играат пропаганден меч за жени, за голем ракомет, веќе Хазаната не се спомнува како име, играат голем ракомет во Скопје, тоа е пропаганден меч. И бидејќи немаше друга екипа, прва битолска екипа во ракомет 1950 година во голем ракомет, која што изборува пласман, како што реков пред малку, да учествува на државно првенство, тоа е женска ракометна екипа. Меѓутоа, играат сега и машите голем ракомет, две екипи се формирани и малку по малку доаѓаат во Скопје, веќе почнува да се игра малиот ракомет и тука доаѓа и во Битола. Но со задоцнение малку доаѓа ракометот. Не така како што за малиот ракомет зборува. Не е така како што беше со другите спортови, блиц, одма, се појавува некаде и брзо се шири тоа со секавична брзина. Околу 1950 година веќе ракомет се игра во секој училиште. И овој ракомет, малиот ракомет за кој зборуваме, практично е претходница му е играта народна топка. Народна топка се игра училишните двори, училишќата играат клас со клас, меѓукласни надпревари и така натаму. Се игра со рака, со топка, со рака, што не било до тогаш, инаку се топката знаеме дека само за игра со нога. Играат меѓу себе класови и така малце се редуцира таа народна топка и се формираат ракометните екипи. Многу силна ракометна екипа, уште во 50-те, 55-та година, 56-та година се формира во 8-годишното училиште Гоце Дилчев. Тука практично почнува Пеце Димитровски, Пепи Милоевич. Едно чудо, да не спомнувам сега многу имиња, да не прескокрам некој, малку е деликатно кога се зборува за конкретни личности, има некој што не ме спомна мене и така натаму. Затоа вака воопштено ќе зборувам, да не промашам некој ненамерно, не со желба да направам некој или да девалвирам некој. Значи почнува тука, дури тоа училиште игра еден на ниво на општина, игра квалификационен надпреварен дерби надпревар со ветеринарното училиште. Во ветеринарното училиште има ученици од сите краеви на Македонија, има од Куманово, од Скопје, повозрасни, покорпулентни, кои што повеќе го знаат ракометот. Меѓутоа, овие пионери, овие млади ракометари од Битола се рамноправен противен со таа голема силна екипа, па почнува во земјоделското училиште и така натаму и така натаму. Некаде периодот, овој сега е период на омасовување, бидејќи се игра секаде ракомет. Ракометот станува обсесија на младите луѓе. А реков зошто, заради тоа што има можност да се игра на помали простори, не се потребни фудбалски терени, големи простори и така натаму, се игра скоро на секаде. И почнува сега заедно паралелно со појавата и развојот на силни екипи, особено во Скопје, да се формираат ракометни екипи и во Битола. 56-57 година, прва екипа што се формира е под името Битола. После Битола се формира уште една екипа, се формира ракометната екипа Работник. Па Пелиштер и некаде пред 68 година, од 65-та натаму, се формира и ракометниот клуб Пелагонија. И тоа колку добро, колку што е добро за афирмацијата на клубот, бидејќи имаме 4 екипи, во нив можат да играат многу наши млади играчи, но од друга страна, во другите поголеми и во помалите градови има само по една екипа, се концентрираат силите и тие одат многу понапред во ракометот од Битола, иако има 4 екипи. И дојде времето некаде до 68-та година, откако се направија доста, да речам, обиди, да се соберат силите во еден клуб и да почне да се игра ракомет на повисоко ниво. Да, имаме екипа која ќе може да се носи со посилните екипи во Република Македонија, па дури се размислуваше и за првата сојузна ракометна лига и втората.
Од 4 екипи 68 година, а во тоа време силни екипи беа работнички, веќе играа во прва лига работничко Скопје, Партизан од Гевгелија, Тиквеш од Кавадарци, Борец од Велес и така натаму. Значи, веќе одеа во повисоки рангови, а ние со толку многу екипи, со толку многу ракометари, заостанувавме играпе само во рамките на Републичката лига. Но кога се формира ракометниот клуб Пелагонија, од сите играчи се формира една управа и врз основа на заклучоци на СОВКА, односно на Сојузот за физичка култура, да се создаде таква една силна екипа, се создаде таа ракометна екипа Пелагонија, која 4 години со ред до 71 година играше квалификации за влегување во првата сојузна ракометна лига. Дури 71 година, односно 71 година, кога квалификациите се одиграа во Битола, се оствари тој голем сон на битолчани, прв пат во историјата да се добие една ракометна екипа која ќе се надпреварува во првата сојузна ракометна лига. Тоа беше нешто доживено како сензација, се славеше со денови, а пред надпреварот, пред турнирот овде 4 екипи беа Партизан, Гелија, Ровин и така натаму. Градот живееше за ракомет и со ракомет. Транспаренти, коли се шетаја низ Битола, плакати, инструменти од сите видови да грами градот и така натаму. И со таков еден стил беше прославена и победата, односно решениот резултат што Пелагонија ја одведе во првата лига во завршниот дел од преварот со Партизан, и така Битола доби за прв пат во историјата прва ракометна екипа во ракометната конкуренција на Југославија. Меѓутоа, уште ова да кажам, веројатно сака да ме прашате нешто, паралелно со машките екипи, исто така делуваат и женските екипи. Имаме многу силни женски ракометни екипи. Пелишер работи па Пелагонија и така натаму ги менуваат имињата. Дури женски ракометни екипи учествуваат неколку пати во квалификации за влегување во првата лига во Белград и во други градови. Значи, паралелно со машкиот ракомет оди и женскиот ракомет. Бевме доста силни и на тоа поле, повеќе кратни републички прваци, како што реков, учесници во квалификации за поголеми, за повисоки рангови и така натаму и така натаму. Може, мислам, слободно да се каже дека ракометот на овие простори својот зенит го доживеа можеби во рамки на поранешна Југославија, но еве со какви успеси се надпреварува клубовите во тие рамки, да кажем? Радоста на битолчани со влегувањето на Пелагонија во првата лига не траеше долго, само една година, бидејќи дојде до промена на правилата, односно тоа каде ќе се игра ракомет. До тога се играше на отворено, но се донесе заклучок дека ракомет повеќе не може да се игра на отворени игралишта, како што беше нашето отворено ракометно игралиште, исклучиво во сали. Тоа наметна еден сериозен проблем и доста размисли оде во Битола да се почне на брзина да се гради некаква спортска сала. Уште зборуваме за 70-тите години. Дури 10 години подоцна почна таа идеја да се остварува од 75 до 80 година кога се направи денешната спортска сала. И игравме само една година бидејќи немавме услови за играње. Битолчани, екипата на Пелагонија, која имаше еден хор од најмасовен навивачки хор во цела Југославија, беше учени со силна поддршка од публиката да играат. А овде, кај што игравме неколку надпревари, и тие беа прешни надпревари во Шекераната, времено прилагодена една просторија, мене ми се чини дека поминаа толку години како и денеска во градото да ја чувствувам меласата, више складище на меласа, шекерна репа и така натаму, додека се играше ракомет по таваните шетаја толкави гувци, натре само 100 гледачи, нема услови за публика и така натаму. Тој после направи со Црвенка и заврши приказната, отпаднавме од првата лига, но брзо потоа почнува сега да игравме само една година во втората лига, па потоа откако повторно се најдовме во првата лига, тоа беше период некаде од 80-тите години и натаму до распаѓањето на Југославија, беше нешто што не може со зборови да се опише. Што значеше да надпревар во Битола во ракомет. Со денови се прикажуваше за таа средба, без оглед кои се противници, тука немаше
лесни противници, слаби противници и така натаму. Првата сојузна ракометна лига на Југославија беше многу силна. Играе Партизан од Бјеловар, играе Металопластика од Шабат, повеќекратен европски првак, Црвена звезда, Медвешак од Загреб, Полинска од Љубљана и многу силни екипи. И сега тука Перистер мораше да се како единствена тогаш екипа од Македонија, која што направуваше во таа силна конкуренција, мораше да почне некако да размислува за засилување на своите играчи. И почна таа практика да се носат играчи од страна. Претежно од југословенските простори, а инаку прв пат се случи од страна играчи да играат во квалификациите. Тројца ракометари беа ангажирани за да се успее во квалификациите, но тие беа наши ракометари од Македонија, од Работничка Скопје, Томовски, Сипковски и Гоцевски. Тројца, тие се првите тројца ракометари што дојдаа од надвор. А потоа веќе стана вообичаена практика да се носат секоја година во времето на преодните рокови да се ангажира по некој нов, но затоа пак и наши ракометари излегуваа сега. Можеше стигна афирмација на полето на просторот на села Југославија и наши ракометари играа во многу други клубови. А прв битолчанин кој што заигра за друг клуб надвор од Битола е Пеце Димитровски, играше за прволигашот Раднички од Ниш. Таму беше војник и така го забележа дека доста знае. Тој беше првиот ракометар што играше. И така беше се до 85-86 година. Стигнавме до четвртфинале во Југословенскиот клуб. Многу пати бевме вице шампиони и многу тешки борби се водеа за шампионската титула, меѓутоа беше конкуренцијата многу силна. Но затоа пак некаде од 85-86 година до распаѓањето Перистер постојано е на европската ракометна сцена. Играме во купот на ЕХФ. Значи, благодарение на ракометарите, јас како индивидуа, како личност, ја прошетав доста земји во светот. Значи, Перистер играше првиот надпревар со Атлетико Мадрид во Шпанија, во Мадрид. Па потоа игравме во Турција со Екси Шекир, па во Чекословачка со Карвина, игравме во Франција со Ним и така натаму силни противници и тоа беше празник, да речам, на градот кога се играат такви меѓународни надпревари. Во другите спортови немаше такви успеси како што имаше во ракометот. Ракометот е најтрофејниот, клуб кој што освои или ја популаризира или ја афирмира Битола на секаде низ светот, претежно на Балканот и на европските простори. Така споменав тебе, кога започна да се играат надпреварите во спортската сала Младост, која сега ја знаеме, каква беше атмосферата? Може да се каже дека и Касим Каменица до пред неколку месеци беше тренер повторно на Пелистер, кој се врати после цели 30 скоро години. Тој спомена дека најдобрата ракометна атмосфера која се прави на ниво на поранешна Југославија е токму во Битола. Каква беше атмосферата во спортската сала Младост? Зборуваме ова пред 20-25 години. Така, 75-та година, заедно со кулите и Домот на културата во Битола како неопходна, како неминовна потреба, се појави, се наметна изградбата на еден дом за спорт во Битола. И таа е спортската сала Младост. 5 години траеше, 75-та година почна да се гради, 80-та ја пуштивме во работа, во употреба и тоа со одржање на едно републичко првенство во стрелаштво. Така се отвори на свечен начин спортската сала. Инаку, уште додека игравме на отворено, откако Пелиштер играше во првата лига и женските исто така беа на многу високо ниво. Имавме бонсерески ракометари од калибарот на некои ќе се налети кога спомнувам така, меѓутоа така беше. Пречитајте и превратете и весниците ќе видите, многу се пишува за нив. Значи ги сметаа како бонсерески надарени ракометари, Пеце Димитровски, сестрите Джидрови, особено Маре Джидрова и така натаму, од фамилија ракометна излего и Боро и сестра му и сите. Многу добри ракометари од тоа семејство. Пеце Димитровски, Златко го наследи и така натаму. Нешто како фамилиарно се создаваа традиции во некои семејства да се игра ракомет постојано. И во тоа време, бидејќи никаде немаше толку публика, по 6-7 илјади на отвореното ракометно игралиште, пред да почнеме да играме во спортската сала Младост, доаѓаа луѓе од страна од Југославија и се чудеа.
во Загреб да речеме еден тим или во Белград, Црвена звезда, по 200-300 луѓе гледачи имаш. Кај нас 6-7 илјади, вриеше како во Хошница спортската сала. И токму тоа, публиката, бројот на публиката беше главната причина, да речем, и главниот повод во Битола да се одржа дури 4 трофеи. 73 година се одржа првиот трофеј на Југославија во ракомет за жени. Почна уште мажите уште 2-3 трофеи од игра. Само за тоа Иван Сној, селекторот, борувам за 70-тите години на југословенската ракометна машка репрезентација, кога дојде во Битола, кога виде на еден тренинг на Пелиштер, односно на Пелагонија, дека имат 2-3 луѓе, тој не можеше тоа да го разбере, не можеше да го протолкува. Шо е или празник е денес, кај што се случува во Битола? Тренинг обичај, не толку публик. Ами на надпреварите, ќе дојдете и на надпреварите, молете, кога виде 6-7 илјади, без размислување одма донес одлука трофејот, што во Белград, Загреб, таму во големите градови да се игра во Битола. И така се случи Битола да стане град на трофејот на Југославија. Тука имавме можност, благодарение на трофејот на Југославија, да видиме селекција калибарот на Советскиот сојуз, тогаш постоја Советскиот сојуз, Унгарија, Романија, Демократска република Германија, и уште беше како посебна репрезентација, и Југославија, тоа беше елита ракометна, и во машка и во женска конкуренција. И тоа беше невидено нешто да се доживее, да се биде присутен на ракометното игралиште. Истата таа атмосфера, кога се пушти салата, се пресели и во салата од отвореното ракометно игралиште. Немаше надпреварите ги игравме, да подсетам само, надпреварите се играе во недела во 11 часот или во 10 во 11. Заради лошите врски, сообраќајни, бидејќи сите доаѓаа со возот, тој Белград, Скопје, Битола, со спавачите коли. Заради лошите сообраќајни врски игравме постојано сабајле се играше, и боксот така беше, на сабајле, ако не е ракометот, боксот во 10 сато 11 часот, тогаш се играше да се одигра на прерод, за да може во 5 сато попладнето да се фати возот да се замени дома. Значи, надпреварите прво се играе во предплатнените часови, потоа малку и во недели. Поосте почна се враќа една традиција да се созда во сабота на вечер, па по петежно сабота на вечер, во недела поретко, само ако имаше некои исклучителни некои потреби или ако се одржува некои турнири. Тоа беше, да речем, нешто време на ракометот. Време на ракометот. Дури малку се лутеа другите спортови, представници на другите спортови, кога велевме ракометот фрли во сенка се, дури фудбалот, кој што беше омилен и со богати традиции. Го фрли во сенка на фудбалските терени по 2-3 илјади, во спортската сала 6-7 илјади гледачи. Вриеше како во Кошница. Беше нешто, да речам, беше гордост. Дури на еден надпревар со Лемко, не знам дали ви кажувал некој, од преголема присутност, од преголем број гледачи, од преголема влага се крена паркетот и може да се одигра надпреварот. Ќе позборуваме сега. Не можеше да се одигра надпреварот. И така натаму, значи тоа само од публиката. Нигде немаше во Југославија. Јас ја имав таа среќа со коментарите за фудбал, со боксот, да прошетам по многу спортски терени низ Југославија и спортски сали. Никаде немаше толку гледачи како што имало во Битола. И така се создаде прво МАТЕ, со тој навивачки хор, па потоа се формираат шкембарите пред 25-6 години и си остане на традиција, така на организирано навивање, иако ако сакате за тоа ќе зборуваме, навивањето не почнува ни со МАТЕ, ни со Така, токму тоа сакал да ја прашам. Спонтано си било и секогаш. Така, споменавте 6-7 илјади навивачи се собирале, но кога е почетокот на тоа организирано бодрење на клубот? Навивањето никој не го организира. Спонтано си се раѓа само од себе. И благодарение на дерби надпреварите. Имаше, да речам, ситуации и прилики кога само, јас да речем неколку пати од Битола до Прилеп со моите другари со точаци, со велосипеди одевме да гледаме надпревар во Прилеп. И спиевме на воланите, дури да се вратиме дома, да веќе Господ знае како се враќат. Антагонизмот меѓу Битола и Прилеп создаде така една практика кога ќе гостува Прилепска екипа, особено победа во Битола, 3-4 илјади прилепчини да дојдат до Битола. Кога Битола, едносно Пелиштер или работник ќе гостува во Прилеп,
3-4 битолчани да одат таму. Со разни средства, кој што знае и уме да се снајде. Со возови, со композиции ода и така натаму. Сега тоа никој не ги тераше тие луѓе да одат. Меѓутоа спонтано љубовта во спортот и тој антагонизам и на ето меѓу двата града и така натаму создаде една таква практика. Подоста се јавува сега мате како нешто поорганизирана форма на навивање, да ги анимира гледачите, да ги не речам со шарм што го имаше, со својата дарба што имаше да биде организатор, да биде креатор, го нарекува диригент на најголемиот хор на светот и така натаму. После мате доаѓа организирано, сега се формираат и навивачката група Шкембари и така си тече до денешни денови. Значи се навива од секогаш, кога играат две екипи, а овде уште немаше појма, да речеме, немаше представа за навивање некакво, како што е денешното, кога Пелистер и работник ќе играат, или фудбал, или ракомет. Имаше табори, поделени навивачки табори. Едни навиваа за работник, други навиваа за Пелистер. И така сето тоа беше, и дури да речем колку што беше некојаш и со искри, сепак беше благородно, ги поддржуваа, ги помагаа на ракометарите да се внесат во играта, да го дадат се од себе и така натаму, и затоа гледавме убави ракометни и фудбалски представи. Споменавме Пелистер, беше првиот македонски клуб кој што настапил во европските купови и го споменавме над преварот со Лемгол. Мислам дека тоа е една неизбежна тема, можеби и најголемиот европски надпревар кој се одиграл тука во Битола. Споменавме, дури беше тешко и да се започне надпреварот, бидејќи паркетот беше подигнат, не можеше да се создадат услови за одигрување, но како беше тој надпревар да се има, можем слободно да речем, привилегија да се присуствува во спортската сала Младост? Народ невиден. Тешко да може да се каже и денеска не знам точно дали некој може да со сигурност да каже колку гледачи имаше. Спортската сала Младост е ограничена во однос на бројот на гледачите. Колку седишта, толку и тоа. Меѓутоа секогаш имало уште 1000, 2000 или 3000 поеќе од седиштата што овозможуваат. Ние тогаш оценевме дека некаде 7-8 илјади, нешто повеќе од 8 илјади има гледачи. И што реков, се создаде таа кондензација, се создаде таа преголема влага и пред да почне надпреварот, сите чекаме камери наредени, репортери од сите страни, новинари дојдени од сите страни, народ од сите страни, не само битолчани, туку и од околните места, публика, и едно време почна салата да мора да потекува. И на повеќе места не можеше, се чекаше, се бушеше, се правеа некои експерименти, нешто да се види што е, како е стручњаци, разни се вика, меѓутоа се констатира дека тешко може да се игра на џомбас терен и така натаму. Тоа го запамтија сигурно и фудбалерите, и ракометарите на Лемгол. Го запамтивме сите и така натаму. Меѓутоа, подосна исто така, веќе од 90-тите години наваму, исто така ракометот е постојано на европската ракометна сцена. Со данските екипи кога игравме до финалето со данската екипа Скерн, како се викаше, и тој не видим празник, не видим голем успех. Тоа е во времето на Спире Мавровски, кога беше председател. И исто така тогаш ракометот од секогаш бил популарен, не е само сега и така натаму. Од секогаш се сакал ракометот во Битола. Ако истото може да се реши и за фудбалот. Но истото се однесува и на боксот, ќе зборуваме и за боксот подоцна. И на боксот имаше по 4-5 или 5-6 илјади гледачи. Значи битолчани се спортски град, спортски народ, сакаа спорт, без оглед дали е ракомет, фудбал, бокс или што било друго. Може слободно да се каже, мислам дека 90-тите години беа златни за ракометот во Битола, тоа златна генерација. И како би можеле да го објасниме тој феномен, бидејќи не само за Пелистер сите тие играчи настапуваа и за македонската репрезентација. Пелистер секогаш бил расадник и бил костур на ракометната репрезентација на Македонија. Како можеме да го објасниме тој феномен на тоа што 90, можеби и повеќе проценти од ракометарите кои се издигнуваат на едно повисоко ниво, стигнуваат да играат и за репрезентација, доаѓаат токму од Битола. Зборуваме за Боро Чурлевски и така натаму, јас да не ги набројувам сега. Стефановски, Пепи Манашков,
Пепи Манашков дојде тука како не толку многу активиран за коментар, меѓутоа славата ја стекна во редовите на Перистер. И беше исто така како што јас често знам да речем вонсерешки ракометар. Немаше ракометар во Југославија кој што на еден надпревар постигнува 14 во просек од 11 до 15-16 голови. Се тресе екипите од Пепи Манашков, како и долго време играш. Сега како дојде тоа? Па видите, долго време се играше во првата лига, во силна конкуренција, претерано силна конкуренција. Години со ред се играше, се легуваше на европската ракометарщина. Тука се калеја ракометарија, тука се стекнуваше искуство, тука имаше разноразни противници. После, за квалитетот на ракометот, како што реков, почна таа практика да се носи по некој доста квалитетен играч однадвор, кој што го подигаше нивото на квалитетот. И сега кога има еден таков, служи за пример, да речеме така, и секој сака да биде како него, и секој да игра како него. И така се направи една ракометот стана, да речем, како обична приказна, а да се игра многу квалитетен ракомет. Само искуството, долгата практика, стручни тренери и така натаму, се носеа разни стручњаци. Тука се инвестираше многу, се даваше многу и затоа имаше резултати. Кај што се инвестираше, таму имаше резултат. И како што рековте, имаше во 90-тите години пред распаѓањето или по распаѓањето, додека не почна сега ракометот во другите гради, Битол беше центар, без излишок сега. Знаете како е? Некој погрешно да бидам разбран. Многу пати велиме Вардар кога ќе остигнеме. Многу тешко ќе остигнеме Вардар. Дури и Металург. Така? Многу од сега се направи една голема разлика во однос, додуше и материјалната. Така сега има некој направен јас помеѓу клубови. И материјалната основа е многу различна и така натаму. Меѓутоа сега дојде време кога Пелистер беше нешто, беше како Вардар сега спрема сите други екипи. Така Пелистер беше во и кога се растури Југославија, кога се распадна Југославија, кога требаше да играме во македонската ракометна лига со екипи од помали места и така натаму со кои ќе играме ракомет. Учени до тоа да играме со многу силни екипи, силни противници и така натаму. И тоа е, мислам, резултат на силината на ракометот и затоа и остана тоа се како традиција, како богатство, како нешто потреба, како неминовна потреба и затоа и денеска одиме добро со ракомет. Сега две екипи, меѓутоа се надевам дека брзо ќе квалитетот и на едната и на другата ќе пораснат и дека ќе имаме исти такви прилики како што на времето ги гледавме Лемго и Скерни и не знам какви други екипи, Атлетико Мадрид да гледаме и такви екипи да доаѓаат до Битол. Вардар во моментот можеби е нешто незамисливо за овие наши простори ракометни. Успехот кој го направи актуелен европски шампион, но секако сигурно дека во тоа време успесите кои ги има Пелистер беа и незамисливи за новие простори за некој друг клуб. Вие веќе замислите дека се стануваше збор за многу квалитетна екипа. За многу квалитетна екипа. Јас одев многу, скоро секаде со ракометарите на Периш, и со фудбалерите, и со боксерите, секаде, низ Југославија. И кога играе надвор, редовно и пратиме радио, Битол редовно и пратеше ракометот со директни преноси од сите гостувања, дури од Турција, од Ексик и Кркаја, таму 2000 км далеко од Битола и така натаму. Луѓето седеа дома, чекаа да постигнат преварот и така забораваа и на работа, и на обврски и така натаму да се слушни преноси. Значи, дури и седнуваја, ако противници непознати или малце познати, или појаки од Перистер и така натаму, меѓутоа со надеж дека Пелистер е најдобар. И така секојаш велевме, Перистер е најдобар. И затоа и го сакат сите Перистер, затоа и така остана се тоа да се ковнеме во Перистер како нешто да речем најдрагоцено да го има што е ракометот со Перистер. Верувам дека сте имале прилика да разговарате со многу ваши колеги или ракометни стручњаци кои доаѓале тука во Битола да ги проследат ракометните надпревари. Како тие ги доживуваа надпреварите на Пелистер, таа атмосфера и тој ракомет кој го играше Пелистер во тоа време? Прво, како што зборувавме пред малку, не можеа да сватат
толку играчи, веле што се игра денеска, што е ова, низ цела Југославија, големи, страшни екипи, меѓународни тешки надпревари се игра, меѓутоа 3-4 2000 гледачи и така натаму. Не може прво да го сватат тој феномен битолски, зошто толку љубов во битола за ракомето, од каде толку љубов и колку е таа огромна една, да речам, една придобивка за поддршка на играчите кога имаш полна сала или полни трибини на ракомето. Тоа знаете како најдобар глумец да си во театарот играш, ако кој ќе излезеш на сцената, ако нема никој во салата или ако се 10 души, нема жар, нема така нешто да те натера да дај ше од себе да го направиш тоа. Така и со фудбалерите, кои ќе излезат да игра, ако нема публика, игра, ама поводиш ли игра, вака кој ќе се направи атмосфера, убава победничка атмосфера, сакаш негде што мораш да даеш се од себе, да дадеш се од себе за да го оствариш она што од тебе се очекува и се бара. Се интересира исто така и за условите во кои работеме. Меѓутоа тоа не беше проблем, не беа проблем парите, не беше проблем финансирањето на екипата. Никош не дошло, затоа и секаде се одеше низ Европа, се патуваше секаде без никакви проблеми. Со авиони, со автобуси, со возови, со секакви можни превозни средства и така натаму. И се разбира идеја многу, веќе кога стигнавме една висина, многу идеја од луѓето што се занимаваат со купо-продажба на спортисти. Идеја да ги гледаат посебно, некојаш отворено, да речем така, да ги знаеме сите, некојаш скришно да гледаат, дали ќе гледа, да не спомнувам имиња, Петко, Трајко или некој, за да го однеси во своите, таму кај што треба да го однеси, во други поголеми клубови. И како што вие рековте, значи тоа беше резултат и затоа едно десетина наши ракометари излегоа од Битола и беа добри ракометари таму каде што ги бранеа боите, каде што играа. Доказ дека на спортска Битола е доволно сосема малку е и фудбалскиот клуб Пелистер сега, нели, со освојувањето на купот се гледа дека градот моментално и живее за фудбалот, но еве да се надеваме дека за скоро време Пелистер сега го имаме и работник повторно се активира како клуб, да се надеваме дека Битола ќе стане повторно еден ракометен центар во Република Македонија. Јас мислам имаше една криза, а не е таа само битолска криза. Спомнавме во прошлата емисија дека длабока криза се најде и Прилеп со спортот, се најде и Струмица и Штип и така натаму големи, да не зборувам за овие кај што имаше исто така традиција и за ракомет, Охрид, Струга. Имаше страшна традиција и таму и за женскиот и за машкиот ракомет. Значи една општа клима така се создаде, немаше законски решенија. Неколку пати го менувавме законот за спорт и ден денес уште не е така како што би требало да биде, барем според мене. Се елиминира малце по малце сојузите на спортови кои што беа носители тие, се асоциација на сите спортски друштва и така натаму. И од тука таа асоциација треба да ги следи и да ги наградува екипите врз основа на програми и да ги поддржува и финансиски и така натаму, откако се разбира од буџетот ќе се финансира и сојузот на спортови. Значи таа криза полека веќе помина времето, многу години ни траеше таа криза. Не гледате Пелистер во втора лига да испади, што не беше сватливо. Ни правеа, не знам која екипа европска диди кога гостувавме во Кичево, во Дебар, вамо таму кој ќе одепе да играме во времето на Ѓоко Хаджиевски, не знае што бевме нешто како доживување. Меѓутоа ете се случи Пелистер да ги испади во втората лига, но се надевам дека таа криза е помината, дека малку по малку сега ќе се создаваат инакви услови. Има некои сега нови ниво, односно зафаќањето на средства наменети за спортот. Се надевам дека ќе профункционира сето тоа, така ќе биде како што треба и дека ќе нема проблем за една екипа да обстојува, иако треба пред се и на се да се анимираат богатите луѓето со многу пари да влезуваат како што е секаде во светот. Јас не знам дали стигнав прошлиот пат да кажам, кога игравме со Атлетико Мадрид во Шпанија, во Мадрид, се запознав со газдата на клубот и разговаравме, натре имаше 200-300 души. Молам, како ви се исплаќа? Молам, немате публика? Немаме публика и немаме ракомет. Ама ви кажувам за 10 години дека Шпанија ќе биде европски првак. Вистина стана европски првак. А мене ми се исплаќа
Мене, дали парите ќе давам, јас сакам да му дам на ракомето. Ако не идам на ракомето, ќе ги дадам на друго место или на државата, односно не знам какви давачки и така натаму. Јас сум ослободен од едно чудо обршки и сакам да инвестирам во ракометот и ќе го создадеме ракомето. И го создадува ракомето. Така? И ние сега, ако имаме такви размисли, ако меѓу бизнисмените, ако се вклопат и со силна подршка една сега и од заедницата, и може да тргнат работите за многу, многу подобро. И се надевам дека ќе имаме можности пак да гледаме многу надпревари кои што ќе мали ќе бидат и спортската сала за гледачите и фудбалскиот терен која ќе дојде да се оформи комплетно со светливините. И на самиот крај би сакал уште да ве прашам, пелистер и работник ги имаме сега, колку тоа ривалство ќе биде здраво и колку тоа ќе придонесе за ракометот да оди уште понапред во Битола. Тоа ривалство го имавме во годините наназад, но како ќе биде сега? Си помисли дека ќе заборавите да ме прашате тоа, сите ме прашуваат така. Низ градот бидејќи како спортски работник сите што мисли за постоењето на двата клуба? Како прво во основа се враќаме 40 години назад. А бидејќи беа поделени силите, произлезе неопходната потреба да се направи една екипа да биде посилна. Но од друга страна, постоењето на двата клуба е и корисно во дадениот момент. Е корисно бидејќи се создава, сега да речем, и антагонизам меѓу публиката. Сега има навивачи на едната страна, има навивачи на друга. А тоа значи популаризација, афирмација, односно оживување на ракометот. Од друга страна, имаме доста ракометари кои што не можат да стигнат да играат само во една екипа. Ако не играш во едната, ќе играш во другата екипа. Значи, има доста и добри и лоши работи, но се надевам дека со текот на времето, кога ќе создадеме една многу силна екипа, многу силна, како што направивме Пелагонија, се надевам дека пак, после не знам кое време, да не преюдицирам, дека ќе имаме една екипа која што ќе биде за пример, за урник и по која ќе учат и од која ќе учат многу други градови. Господине Миновски, јас тука ќе ви се заблагодарам за овој ракометен разговор денеска и се надевам дека за скоро време ќе дочекам и да се радуваме на некои поголеми успеси на ракометна Битола. Јас го очекувам и го посакувам тоа од срце. Шо побор да биде. Благодарам.